Ајде да размислиме за нашата планета не само како огромна топка од карпа и вода, туку како еден сложен жив организам. И како секој жив организам, и таа има свој ритам, свој пулс. Токму тој пулс ке го истражиме денес. Бескрајното кружење на материјата и енергијата, што во суштина го возможува целиот живот што го знаеме. Па, еве како ќе го направиме тоа. Ке почнеме со основите, со темелите, природните циклуси. Потоа, ќе видиме што го придвижува сето тоа. Протокот на енергија. Ке зборуваме и за тоа како ние, луѓето, влијаеме на овие системи и секако ќе завршиме со поглед кон иднимата и одржливиот развој. Добро, да почнеме со темелите, природните циклуси. Најдобре е да се замислат како совршени невидливи системи за рециклирање на планетата. Тие постојано ги вртат во круг основните состојки за живот – водата, јаглеродот, кислородот. Ова се правилата на игра на нашата планета. Прв и најочигледен е секако водениот циклус. Помислете на него како на крвотокот на земјата. Сонцето ја загрева водата од океаните, таа испарува, се крева во атмосферата, формира облаци и потоа се враќа назад како дожд. Овој постојан процес на движење ја снабдува со вода секоја клетка, секое растение, секое живо суштество. Без него животот е незамислив. Следен е јаглеродот. Буквално, основниот градежен материјал на се што е живо. Циклусот на јаглерод е начинот на кој природата ги рециклира овие витални атоми. Ги преместува од воздухот во растенијата, од растенијата во животните, а потоа назад во почвата, океаните и атмосферата. Тој е столбот на целиот живот. И се разбира, тука е и кислородот. Неговиот циклус е нераскинливо поврзан со оној на јаглеродот. Тие се како партнери во еден постојан танц кој го одржува балансот. Едниот се ослободува, додека другиот се користи. И обратно. Оваа рамнотежа е она што ни овозможува да дишеме. Еве каде се случува магијата. Овие два процеса, фотосинтезата и дишењето, се буквално вдишувањето и издишувањето на планетата. Растенијата го вдишуваат јаглерод диоксидот и ја издишуваат нашата животна сила, кислородот. Ние и другите организми пак го правиме спротивното. Овој ритам го одржува светот жив. Во ред, досега зборувавме за тоа како материјалта се рециклира. Но што е со енергијата? Ако циклусите се хардверот, протокот на енергија е софтверот, односно горивото што го придвижува целиот систем. Ајде да ја следиме низината патека. Во наједноставна форма, енергијата се движи во една насока како на еднонасочна улица. Се почнува од сонцето. Растенијата или производителите ја фаќаат таа сончева енергија. Потоа доаѓаат тревојадите или примарни потрошувачи кои ги јадат растенијата. По нив следуваат месојадите, па на крај разградувачите кои го затвараат кругот. Класичен синџир на исхрана. Сепак, природата е далеку посложена и поинтересна од тоа. Во реалноста не станува збор за едноставни, линеарни синџири, туку за комплексни мрежи на исхрана. Едно животно може да јаде повеќе видови растенија, а истовремено да биде плен за повеќе различни предатори. Токму ова сложеност и поврзаност им дава стабилност на екосистемите. А ова е можеби најважниот концепт за протокот на енергија – трофичката пирамида. Еве го правилото. Со секој скалило нагоре во синџирот на исхрана се губи огромно количество енергија, дури околу 90%. Затоа има толку многу растенија на дното, а толку малку лавови или орли на врвот. Едноставно, нема доволно енергија за да се поддржат голем број врвни предатори. И така, имаме еден неверојатно сложен, фино подесен и самоодржлив систем. Но, во последните неколку стотини години, на сцената се појави еден нов играч кој почна да ги менува правилата. А тоа сме ние, луѓето. Значи, клучното прашање што мора да си го поставиме е: што точно правиме ние, што ги исфрла овие древни стабилни циклуси од рамнотежа? Па, последиците веќе ги гледаме и ги чуштуваме. Со согорувањето на фусилни горива испуштаме огромни количини јаглерод диоксид, што го засилува ефектот на стаклена градина и ја загрева планетата. Индустриското загадување создава кисели дождови, а одредени хемикалии ја уништуваат озонската обвивка, што не штити од штетното зрачење. И овие огромни, глобални проблеми се директно поврзани со нашите секојдневни избори. Токму тоа го мери јаглеродниот отпечаток.
Разликата меѓу активностите е навистина драстична. Например, еден прекоокеански лет може да создаде повеќе емисии на CO2 отколку што некои луѓе создаваат за цела година. Ова покажува колку е големо влијанието на некои наши одлуки. Добро, сликата може би изгледа мрачно, но не е се изгубено. Постои пат напред, постои визија за иднината што се обидува да ги поправи овие проблеми, а таа визија се нарекува одржлив развој. Што всушност значи тоа? Идејата е прилично едноставна и многу мочна. Да продолжиме да се развиваме, да го подобруваме животот, но на начин што нема да им ја скрати истата можност на генерациите што доаѓаат по нас. Значи развој, да, но паметен и одговорен. Вистинската одржливост стои на 3 столба, кои се меѓусебно зависни. Не може да имаме здрава економија на долг рок ако ја уништуваме животната средина. И не може да имаме здраво општество ако економијата и животната средина се во колапс. Целта е да се најде совршената рамнотежа помеѓу сите три – здрава планета, праведно општество и стабилна економија. И со тоа стигнуваме до крајот, но и до најважното прашање. Разбирањето на пулсот на планетата не е само теоретска лекција. Тоа е повик да размислиме. Вистинското прашање сега не е дали треба да се стремиме кон одржливост, туку како. И како поединци и како целина, можеме да почнеме да носиме одлуки што повторно ќе го усогласат нашиот напредок со природниот ритам на земјата.